ВМРО-ДПМН ќе го надживее и Сорос и неговите надворешни и внатрешни слуги и платеници, вели претседателот на партијата Никола Груевски во најновиот дел од интервјуто за Република, коментирајќи ги активностите на Сорос во Македонија, што според него се насочени директно против ВМРО-ДПМН. Груевски смета дека тој и неговата партија не требало да дозволат толку долго време да се распространи мислењето дека се националисти, кое како што вели некои албански политичари и медиумите финансирани од Сорос го наметнувале меѓу албанскиот електорат. Како партија долг период стоевме како неми надгледувачи, а некогаш дури не слушавме какви лаги и интриги ни прават меѓу албанскиот електорат, не само медиумите финансирани од Сорос, туку често и некои албански политичари кои својата неспособност и неисполнетите ветувања пред албанскиот електорат секогаш ги фрлаа на контото на ВМРО-ДПМН, објаснувајќи дека ВМРО-ДПМН како поголем партнер во владата го попречил тоа и тоа. И ова не го предпоставувам, туку го знам. Некои албански политичари и ми го признале неформално. И сето тоа не само што беше неточно, туку и никој не го демантираше. По ова прашање покренав неколку иницијативи во партијата пред година-две, но не наидоа на поддршка. И тоа меѓу другото придонесе да продолжи да се креира лажна и црна слика меѓу албанците за ВМРО-ДПМН. Да подсетам, колку што се присутни во македонските, уште поприсутни се парите на Сорос во албанските медиуми. Груевски тврди дека ВМРО-ДПМН е гледано и историски, како организација никогаш не била насочена против албанците, а не е ни денес, но е предпазлива за намерите на некои радикални структури од тука и од надвор. Нагласува дека патриотизмот не значи да се биде антиалбанец или антизападно ориентиран. Таквите тврдења според него се валка на политичка и платеничка пропаганда. Сигурен сум дека Сорос е запознаен со моите реакции како оваа, вели Груевски во интервјуто, во однос на лажната пропаганда која според него американскиот милиардер и неговите платеници ја шират против ВМРО-ДПМН. За Груевски е нејасно како Сорос ниту еднаш не се запрашал за тоа, дали тој и неговиот тим можеби нешто погрешиле против ВМРО-ДПМН, кога толку многу пати политичките елити кои ги поддржува губат од народот. Јас да сум на негово место, после толку години трошење пари и инвестирање, би нашол начин да си ја преиспитам политиката, да си ги проверам фактите и ако сум сгрешил, да се коригирам. Или еве еден најпрост пример. Невладините еколошки организации, финансирани од Сорос, протестираат против загаденоста на воздухот само во општините каде градоначалник е од ВМРО-ДПМН, а ако градоначалникот е од СДСМ, никаде ги нема. Еве, деновеве излезе дека во моментов во Куманово има најзагаден воздух во Европа. За таму нема реакции и протести, иако локалниот градоначалник од СДСМ и покрај многуте ветувања со прст нема мрднато. Тоа е двојниот аршин и нечестниот пристап. Според Груевски, Сорос во Македонија направил катастрофална проценка на ситуацијата и голема грешка, бидејќи потрошил милиони долари за обратни цели од оние за кои јавно се залага. Многу греши за Македонија, а троши 10% од парите за цела Европа токму во Македонија со 2 милиони жители. Знаете, 7 милиони евра годишно во 2 милионска земја, каков еквивалент се, например, со земја како Америка, која по број на жители е 160 пати поголема од Македонија и плюс има 11 пати поголем бруто национален доход по глава на жител. Еквивалент на овие пари за Америка не се милиони, туку милиарди долари. А би сакал некогаш да го прашам, знае ли тој дека цела деценија се бориме да обезбедиме вработување и парче леб, плата од 300 до 400 долари за работниците и нивните деца, кои неговиот СДСМ ги отпушти во транзицијата за корумпираните тајкуни блиски до нив да ги приграпат државните фабрики и да поделат дел од Балканата за работка со која партијата тоа им го овозможи. Знае ли Сорос дека во Македонија 25 години ја поддржува поранешната комунистичка партија, која само го смени името и ништо повеќе? Шефот на ВМРО-ДПМН е убеден дека американскиот милиардер има многу информации за Македонија, но сите тие се погрешни информации и погрешни анализи, а како резултат на тоа и донесува погрешни проценки и одлуки. Сигурен е и дека Сорос знае дека постои специјалното јавно обвинителство, но смета дека не е правилно запознаен како функционира ово обвинителство, за тоа дека таму владее непотизам, како што вели, а специјалното обвинителство и Катица Јанева работат под диктат на странските амбасади и СДСМ. Нека седне Сорос со специјалната обвинителка да му раскаже како бараше цел месец да нема рочишта на суд, оти ке правела свадба на керката и да ја види незината членска книшка од СДСМ подпишана лично од Бранко Црвенковски, вели Груевски во интервјуто.
Америка нека донесе за да ги спореди подписот на Црвенковски во незината членска книшка со било кој друг негов официјален подпис, да ја види како бега од медиумите кои не се под контрола на СДСМ, односно негова контрола, да го види и незиното легендарно интервју на МРТВ кога 6 пати ја враќаа за да каже една проста реченица, да види како покренало обвинение против мене за наводна шлаканица која никогаш никому не била удрена и како одиме на судење без елементарен доказ, чија што цел е наша компромитација со влегувањето и излегувањето од судот, да ја чуе како вреска по судовите како недоделкана, сакајки зад повишениот тон да го заткрие своето незнаење способно во спроведувањето на политички и партиски мотивираните процеси. Во завршниот дел од интервјуто, лидерот на ВМРО ДПМН додава дека тој и неговата партија ќе продолжат да се борат против активностите на Сорос во Македонија, со чесен пристап кон народот, со отворено кажување на фактите и аргументите, со континуирано надградување на демократијата и решавање на проблемите на народот.